Пријатели, добар ден и добродојдовте во уште едно издание и рубрика Прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам како и секогаш на вашите прашања и за оние кои што сакате да поставите прашање и да му даваме одговор тука, односно да пребарам можеби вистината за мито, дилемата или се што вас ве мачи поврзано со здрав и активен начин на живот. Може да го направите истото користејќи го хаштагот #Јосиф на социјални мрежи, може да ме најдете мене на моите лични профили, во инбокс да ме прашате дали е тоа на Facebook, дали е тоа на Instagram како Коуч Јосиф, а истото може да го направите и на телефонските броеви на телевизија Телма. Силевски со долна црта СР04 и прашува дали е пожелно и добро пред ручек да јадам класична супа од коцка со фиде. Василевски, овие готови супи кои што дали се во вид на коцка, дали во кесичка кои што ги купуваме, се брза и инстант опција за да ете направиме чорба или супа пред ручекот. И да, генерално салата и супа се супер варијанта, но она што многу од луѓето можеби не го знаете дека оние инстант супи кои што ние ги купуваме имаат адитиви и се збогатени со работи кои што е симптоматично дали е добро да ги внесуваме во нашето тело. Пред се имаат доста пченкарен скроп, втора работа имаат MSG или моносодиум глутамат, нешто што е адитив кој што постојат научни студии за кои што говорат дека не е добар да се внесува, постојат научни студии кои што говорат дека и не е така страшно да се внесува, но во секој случај и да не се тие две работи, тука е сиромашноста со растителни влакна, сиромашноста со протеин, затоа можеби најдобра варијанта и опција за тебе е да доколку сакаш да имаш супа пред ручекот, тоа да го правиш во поинакви услови, односно со зеленчук, сиров кој што ќе си го израндаш, исецкаш во зовриена вода, ќе ставиш фиде, ќе ставиш зачини и на тој начин да си ја направиш супата. Се разбира, може и месо да ставиш, но кога се работи за овие инстант супи, еве, лично мојот избор е дека не ги користам и нема да ги користам, а твојот избор ти лично треба да си го дефинираш и одлучиш.